Ви благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министер за финансии. Колешке Ѓоргиева, внимателно го слушнав вашето излагање во однос на предлог буџетот на Република Македонија за 2020 година и можам да констатирам дека во ништо не се разликува во однос на вашите колеги од мнозинството. Сувопарно прикажување на буџетот, низ бројки, поставки, да не кажам сите во овој момент настапувате како министри за финансии при образложување на буџетот и кажувате ставките како да тие сега си измислени, како досега да не постоеле ставки за финансирање во земјоделието, во образованието, во здравството, туку како за прв пат да се носи буџет кој што ги има тие ставки, кои што според вас вашата најбитна теза е дека вложувате во човечки капитал. Еве ќе ви кажам, досега вашето вложување во човечки капитал, односно вашите вложувања, односно трошење на буџетот, со сигурност можам да кажам дека задржа само едно семејство од државата да не се исели во странство. Ама сите не можат да бидат председатели на државата за да ги задржиме. Ако може да имаме 100-200 илјади председатели на државата, во ред, сите ќе ги задржиме што имаат намера да се иселат. Ако се вложува во човечки капитал според вас, а не според мнението на целата јавност во државата, дека станува збор за ветувања за предизборен подкуп. Сите, ако добро го погледнат буџетот, ако добро ги анализираат од сите дебатни емисии и обраќања од страна на вашите предводници, станува збор за еден класичен обид за предизборен подкуп. Не значи дека доколку предвидете во буџетот определени средства за така наречено вложување во човечки капитал, односно да ги задржиме граѓаните, да не се иселуваат од Република Македонија, бидејќи ако направиме анализа, ако и наредната година се задржи трендот на иселување, сите бројки во буџетот ќе треба да бидат драстично намалени. Доколку се иселат нови 30-50 илјади граѓани, потрошувачката во државата, економската и финансиската активност во државата ќе биде драстично намалена. Значи ќе бидат намалени предусловите за полнење на буџетот онака како што е предвиден и секој малку што разбира финансии ќе каже дека преоптимистичка е бројката од скоро 4 милиарди буџет за Република Македонија, која што во овој момент се наоѓа во една состојба кога нејзините граѓани единствено што размислуваат во овој момент е како и каде да се иселат во Западна Европа и останатите развиени земји од светот. Ќе го спомнам, како вие кажавте, ќе отворите откупно-дистрибутивни центри низ целата држава. Па зошто не го направивте тоа до сега? Зошто кога има кризи во производството на еден куп земјоделски производи не реагиравте со таа мерка? Сега се сетивте дека им е потребна помош со отварање на откупно-дистрибутивни центри да им помогнете на земјоделците. И вие доаѓате од земјоделски крај и веројатно на дневна основа ги слушате проблемите со кои што се соочуваат земјоделците. Дали преземавте како пратеничка група, како мнозинство кое што му дава подршка на владините политики, да промените нешто во однос на лошите состојби, посебно во земјоделието?
Ние имаме втора година поред катастрофален откуп на јапонското јаболко, катастрофален откуп на грозието, катастрофален откуп на сливата и на ред други производи во Република Македонија, а ниту во еден момент не видовме дека државата е на вистински начин загрижена за да им помогне на земјоделците. Освен голиот популизам, дури ни се случува во овој период од кога сте вие на власт, дури да избегнувате средби со земјоделците, каде што директно ќе се соочите со лошите состојби кои што ни се случуваат на терен. Пак ќе повторам, погрешна ви е стратегијата, граѓаните се доволно паметни да проценат за кого треба да го дадат својот глас на наредните предвремени парламентарни избори, дури ни овој гол популизам изразена низ буџетот, низ предлог буџетот за 2020 година, нема да ве спаси од огромен пораз. И пак ќе ви кажам, сите ваши политики кои што беа насочени во поглед на тоа да ги задржиме граѓаните во Република Македонија, единствено вродија со плод и задржаа единствено едно семејство, а тоа е семејството на председателот Пендаровски. Тој сам јасно си каже. Ке ве замолам да не се обидувате низ дебата, демек да ги убедите граѓаните. Доколку една влада не остави позитивни пракси во првата, во втората година од нејзиното владење, во третата и четвртата тоа ќе биде само еден обид за спас од голем пораз кој што иследува. Со сите оние мерки со кои што ги помагате исто така зголемувањето на платите, со плаќање на придонесите или не знам што друго, ми личи на една мерка од 1997 година за 50.000 вработувања без плаќање на придонеси, или така наречениот Бранков закон. Како паралела, 22 години подоцна, вие носите нов закон, демек со кој што ќе се зголемат платите на вработените, посебно во јавниот сектор, но сепак сметам дека после 97 дојде 98, после 2019 доаѓа 2020, која е исто така изборна година и тоа нема да ве спаси. Ви благодарам.